Почитувани, каде се осудените Алил Демири и Африм Исмиловик? Двајцата имаат доживотни казни за грозоморната ликвидација на 5 момчиња, а власта не презема ништо за да ги обезбеди спроведено издржување на казната за случајот Монструм. Наместо да ургира како косовските власти да ги испорачаат, Зоран Заев не запира со морбидната кампања во врска со свирепото убиство кај Смилковското езеро. Заев 6 години си поигрува со семејствата на убиените. Заев го искористи случајот во морбидна кампања и ја лажеше јавноста, велеги дека се што поседува како прислушкован материјал за случајот, ќе објави. Да го погледнеме видео во продолжение и слушнете како Заев на 21 мај 2015 година ја лажеше јавност. Останувате ли на ставот дека се што поседувате за Смилковско езеро ќе објавите? Секам. Јас реков, можеби таа вистина нема да ги задоволи очекувањата на сите, но е вистина. Вистината ќе биде соопштена, заради тоа што ја барат прво граѓаните, но ја барат и родителите на убиените деца и возрастниот човек кој што е таму, роднините на затворените луѓе. Секако од оваа вистина никој не може да избега, ниту имам јас право да ја скрием од јавност. Јавноста ќе знае за вистината, она што ние го поседуваме, поврзано со Смилковско езеро. 2 години подоцна, Заев се уште нема обелоденето вистината која тврдеше дека ја знае. Поминаа 2 долги години со манипулација и морбидна кампања. Заев и криминалниот картел кој го води, го искористи овој случај за добивање политички поени, ветувајќи дека ќе ја кажат вистината. Си поиграа со судбината на семејствата на убиените и со чувствата на граѓаните. Криминогениот Заев вчера на собраниска говорница рече дека доколку имал конкретни докази, тој ќе го објавил. Да го погледнеме видеото и да го слушнеме Заев од собрание во одговор на пратенички прашања во врска со убиството кај Смилковско. Прашањето е дали може да се откријат и Смилковско езеро, но и Кумановските настани до крај, и Никола Младенов, и сето тоа за кое што јавноста и текако до денеска има сериозен интерес во нивното откривање. Ако Зоран Заев имаше конкретни докази, верувајте како секоја бомба, така и таа бомба ќе објави до крај. Заев презеде обврска со тиранската платформа, убијците од случајот Смилковско езеро да бидат ослободени. Случајот кој беше правосилно осуден со доаѓањето на Заев и криминалниот картел на власт вратене на повторно судење, а осудените се пуштени на слобода. Зоран Заев и криминалниот картел кој го води со години ги манипулираа родителите на убиените, но и целата јавност. Од родителите слушавме како Заев им давал транскрипти од разговори помеѓу Невзат Бејта и Фейзи Азири, но и како ги уверувал дека 5 броеви со кои комуницирале убијците на денот на убиството, а се заведени како државна тајна, се на функционери на ДУИ. Сега Заев ретерира, лаже и манипулира. Наместо вистината која тврдеше дека ја знае, вчера кажа дека ништо не знае и дека нема докази за она што го зборел. Оваа морбидна кампања и играње со чувствата на граѓаните мора да запре. Правната држава е императив и таа мора да биде вратена. Заев и криминалниот картел кој го води тоа не може да го направат. Граѓаните заслужуваат подобро. Ви благодарам на вниманието.